Одиме понатаму, овој пат со меѓународна актуелна тема. На Zoom платформата веќе го имаме колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Прв пат, денеска два пати ќе те видиме во денешниот утрински брифинг, но во овој дел во меѓународната актуелна тема ќе поразговараме за протестите кои тресат и Русија, но и Европа. Она што го прочитав изутринава е над 1000 приведени во Русија. Практично 4700 приведени низ сите градови во Русија за време на вчерашните големи антивладини опозициони протести, каде што приврзаниците, огромен број, неколку илјади приврзаници на затворениот, приведениот опозиционален лидер Алексеј Навални излегува на улиците на сите градови низ цела Русија, протестирајќи, барајќи негово ослободување. Тие вчерашните антивладини протести се сметаат како најголеми антивладини протести по географска распространетост, значи од Владивосток, од пацифичкиот дел на крајбрежјето на Русија, нели Русија има огромна територија, па дури до Европа и онаа граница со Европската унија. Огромни протести каде што можевме да видиме дека демонстрантите демонстрираа посветеност, бара демократија, бара ослободување на приведениот Алексеј Навални, човекот кој е обвинет од властите во Москва дека направил проневера на одредени финансиски средства. Има две обвиненија. Овие протести се втори. Пред недела дена имаше првите протести таму. На тие протести имаше жртви во тие протести, овој пат за среќа според агенциските извештаи, освен бројката од 4700 приведени, меѓу кои нели и сопругата на Навални, која подоцна беше и пуштена на слобода, не се забележани жртви, човечки жртви, што на некој начин е сега добрата страна на целата оваа приказна. Оно што можевме да го видиме вчера, видовме посветеност на демонстрантите, но и посветеност на полицијата, каде што на моменти полиција како полиција и ги пречекори овластувањата, можевме да видиме брутално пресметување со демонстрантите, но исто така за волја на вистината можевме да видиме и како одредени демонстранти беа насилни кон полицијата, па таа беше принудена нели да им врати. Протестите се одржуваа неколку часа, но полицијата успеа да ги сузбие демонстрантите. Ке повторам, меѓу апсените беше и сопругата на Навални, која повикуваше нели на протести. Таа беше приведена, подоцна беше пуштена, но сега има таа обврска еднаш во неделата да се јавува на судот, пред судот, значи дека не ја напуштила Русија, а Навални останува во притвор, се до оној судски процес кој на 5 февруари треба нели да излезе пред судијата и да се произнесе по обвинувањата. Дејан, вчера излезе веста дека Навални е еден од номинираните за Нобелова награда за мир, заедно со Грета Тунберг и со Светската здравствена организација. Како го толкуваш? Како ја толкуваш оваа номинација? Па лично, ако ме прашуваш, ќе ти кажам дека не гледам врз основа на што треба да е номиниран за Нобелова награда на мир. Тој е вистински опозиционер и единствен, би рекол, опозиционер, човек кој имал храброст и се уште има храброст и посветеност да му се спротистави на Владимир Путин, кој ќе потсетам е 20 години на председателската и премиерската функција во Русија, но и човек кој има високо реноме, без разлика на сите оние критики кои доаѓаат од Западот. Од друга страна, во мојот извештај заборавив да кажам дека Навални вчерашните протести беа осудени од страна, односно бруталноста на полицијата и односот на Москва, на властите во Москва беа осудени од страна на Соединетите Американски држави. Министерот, односно државниот секретар Антони Блинкен излезе и рече дека се кршат човековите права и побара од Русија нели да ја намали бруталноста. Од друга страна Москва го обвинува Вашингтон и Соединетите Американски држави дека грубо се мешаат во внатрешните работи на Русија, дури ја обвинија и дека амбасадата на САД во Москва стои зад протестите и организацијата. Ќе кажам
одговор на твоето прашање, ми се чини дека номинацијата за Нобелова награда на мир на некој начин е дополнителна провокација од страна на Западот кон Москва, бидејќи ајде да бидеме реални каков тоа мир донесе за сега Алексеј Навални за да ја добие таа огромна и престижна награда, Нобелова награда за мир. Тој може би според мое мислење би можел да ја добие наградата доколку биде претседател на Русија, доколку успеа да се избори, да излезе на изборите за 2 години претседателски и да успее да го порази Путин, па потоа да видиме кога ќе бидат инструментите на власта во неговите раце, што тој ќе направи како политичар за мирот во светот. За сега ми се чини дека е само провокација и дополнително истурање на масло врз и онака запаливите односи меѓу Москва и Вашингтон. Ќе потсетам и Москва и Вашингтон со доаѓањето на новата администрација на Бајден ми се чини само ги отворија старите конфронтации кои ги имаат и околу демократијата, и околу политиката, и околу глобалните интереси кои како две суперсили се борат да доминираат. И Дејан, уште да споменеме што е со Европа, со најавените локдауни и протестите против овие нови рестриктивни мерки. Ајде ќе почнеме од задните вести. Полицијата во Британија прекина забава на еден брод каде што уапсија голем број на луѓе, нели бродот бил во близина на Лондон, нелегално била правена забавата. Од друга страна во Германија германската полиција опси 200 лица кои правеле журка или забава во една од шумите во близина на Берлин. Од друга страна кршење на мерките, на карантинските мерки, но протести поради карантинот имаше во Холандија минатата недела, но она што беше за викендот беше Виена и Белгија, па и малку Холандија. Особено во Виена имаше огромни протести, каде што идентично како во Русија и во Виена, иако е западна држава, иако има демократија, полицијата се пресмета со демонстрантите, имаше и таму судири со демонстрантите, тепање на полицијата, тепање на демонстрантите. Ги осудили некој овие тепања, Дејан? Па јас морам да признам дека не успеав да видам дека некој некого осудил барем во овие протести на граѓаните кои се обвинети дека нелегално ги направиле протестите, не добиле дозвола од властите, особено ова се однесува на Брисел и на Виена, каде што дури полицијата рече дека тоа е збир на млади луѓе, претежно со десничарска политичка ориентација, кои имале за задача само да направат немири, фрустрации и ништо повеќе, но главното обвинување за овие демонстранти е дека тие и покрај забраната, нели поради ковид мерките, сепак ги организирале тие протести, направиле немири низ Брисел и низ Виена. Значи не би сакал да навлегувам дали се тоа двојни аршини или не се, но факт е дека граѓаните на европските држави, на голем број европски држави, еве видовме минатата недела во Холандија, се веќе при крајот на живците што се однесува до корона мерките, до ковид мерките во нивните градови, па таа на некој начин нели ограничување на движење од 9 часот вечер до 4 часот и 30 минути утрината, кога е забрането нели движење на лицата низ улиците, како да веќе не може да го издржа тој притисок. Оно што би мене интересно е дека Италија и покрај се најавува отварање на угостителските објекти, да некој начин како да пркоси како држава кон оние европски договорени мерки за нели сузбивање на коронавирусот. Дејан, благодарам за ова вклучување.